Почитувана јавност, почитувани медиуми, навистина очекував поинаков епилог од Министерството за финансии, конкретно за овој амандман. Сакам на кратко да објаснам што е суштината со овој спорен закон за игри за среќа, во кој што како ништо матично и во никаква допирна точка не доаѓа со Комисијата за европски прашања. И овој закон е толку многу спорен и е скандалозен, бидејќи во новата 2024 година, во четвртата година од нашиот мандат, првиот закон со кој што почнува со работа собранието е законот за игри за среќа, нема нешто поприоритетно во оваа држава. Се средивме, па ни дојде да ја свикуваме Комисијата за европски прашања и да разговараме за закон за игри на среќа, како да е тоа нешто најважно во државата. И сега се поставува логично прашањето, што е толку важно во овој закон за да мора тој да биде првиот со кој што почнуваме со работа во оваа година. Почитувани граѓани, сакам да знаете дека за ваквата злоупотреба на европското знаменце реагираше и Европската комисија во извештајот во кој што нотираше ноторна злоупотреба на европското знаменце. И тоа не ги спречи повторно овие од владата. Закон за игри за среќа, во кој што се регулира давање на лиценци за отварање на нови коцкарници и дозволување на онлайн коцкање, добива европско знаменце. Овој закон, австрискиот председател дојде директно во Република Македонија и укажа да не се носи на ваквиот начин. И тоа не важи. И тоа повторно не е важно. Стево Пендаровски, како председател, на 11 декември даде изјава дека нема да го потпише овој закон. И овој закон повторно се турка во процедура за негово усвојување. Сега ќе се запрашате зошто е толку важен овој закон. Лага е, почитувани граѓани, дека сакаат да ги заштитат учениците, да ги дистанцираат коцкарниците од училиштата. Тоа е брутална и дрска лага. Ако се сакаше тоа да се направи, имаме тука амандмани. И ќе видиме дали е тоа желбата на мнозинството или не е желбата на мнозинството. Можеше да го остави истиот овој закон, кој што е сега во сила, само да интервенира во членот 10. Ама не е тоа суштината. Што е суштината? Суштината е да се легализира дивоградбата правна, која што директно направи Артан Груби, давајќи лиценци, 4 лиценци, на 3 онлайн коцкарници на една видеолотарија, кои што се приватни, во кој што во јавноста излезе прилог од истражувачкото почитувано македонско новинарство дека во управните и надзорните одбори се лица кои што работат кај негово министерството, лица блиски на нив. И што е суштината со овој амандман кој што ние бараме тие два правни ентитета да бидат тргнати? Затоа што Министерството за финансии ќе добие субјективитет да одлучува кој е подобен за лиценца согласно дали имал добра репутација. А каде е регулирано тоа, што е тоа добра репутација? Каде постои регулатива да се знае дали некој има добра репутација или нема добра репутација? Но јас ќе ви кажам што е суштината. Во Министерството кое што го управува ДУИ да има едно позитивно мислење. Во лотаријата исто така кој што ја управува кадар на ДУИ да има друго позитивно мислење. И во третата институција која што ја управува, за жал, оваа инкриминирана група на луѓе, владата, да се даде позитивно мислење. Па зар заборавивте, драги колеги од мнозинството, на телефонските разговори, кога требаше да се носи автентичното толкување тука, кога една колешка ќе паднеше во несвест? Зарем го заборавивте тоа? Зарем го заборавивте објавениот оглас во службениот весник изработен по фоторобот, во кој што требаше овие пред да се усвои тоа автентично толкување, сега кој што ќе ги добијат со овој закон лиценците, требаше и тогаш да ги добијат лиценците? Зашто ги лажете граѓаните дека ќе го дистанцирате коцкањето кога им дозволувате на учениците да го внесат во училиштата преку онлайн можност за да се коцкаат? Зашто не им кажете на граѓаните дека нема да биде само онлайн бетинг од страна на надпревари, туку и сите други лотариски производи кои што ги регулира сега државната лотарија ќе ги либерализирате на пазарот? Зашто не им кажете на граѓаните кои се тие компании кои што ги имаат добиено овие лиценци и кои се во управните и надзорните одбори? Зашто не излезете да разговарате со овие асоциации кои што ги имаат предложено овие амандмани? Зар не треба овој закон да се носи под одредена инклузија и дебата во општеството? Зошто ќе создаваме димна завеса, па сега како да има партии од мнозинството ќе поднесуваат амандмани, па едните ќе ги прифаќаат или ќе ги одбиваат, па ќе се закануваме тука веќе на договорено мнозинство дека некој немало да гласа за законот? Па срамота е ова. Срамота е ова што ќе маминувате денеска да им го поминете. Дали сте свесни што ќе направите? Освен што ќе направите 5 луѓе милиардери, ќе ги зацрните македонските семејства, ниту ќе ги заштитите од хиперпродукцијата на коцкарници.
ниту ќе направите нешто во борбата против оваа негативна појава во општеството. Дали сте ги повикале исто така и тие луѓе кои што работат во таа индустрија да ги прашате кои се нивните барања? 10 амандмани не имаме поднесено кои што се барања на нив, затоа што и тој сектор сепак има некакви регулацијски барања кои што бара да бидат исполнети. Зошто не излезете тоа што вие го кажувате дека исправно да им го кажете надвор во собраниево во моментот додека има протести? Зашто бегате од тоа да го признаете дека единствено корист од овој закон ќе има Артан Груби и тие кои што се вработени кај негово кабинет? Еве, ова е листа на скандали кои што се врзани за темава само за последнава година. Волкава е листата. И ова не се скандали кои што се кажувани од ВМРО ДПМН, туку од респектабилни новинарски куќи кои што имаат истражувачко новинарство. Фатете и прочитајте и не ги веднете главите. Како е возможно најблиско семејство на пратеник на ДУИ да ги има сите оние објекти кои што сега се изнајмуваат и кои што треба да ги изнајми државната лотарија на Македонија? Тоа е случајност? Како е возможно во сите компании да се вмешани лица кои што вработат во тоа министерство, во управните и надзорните одбори? Дали е тоа случајност? Сваќате каков закон носите? Дали ви е јасно каков закон ќе доносите? Ова е закон за легализирање на криминал. Ова е закон за на тие кои што се богати да им се даде можност уште повеќе да се збогатат. Ова е закон кој што, како што каже еден колега, за бизнис кој што ниту јаде, ниту пие, ама носи торби полни со зелени евра. И престанете да глумите пред граѓаните дека се грижите за семејствата, дека сакате да ги заштитите, затоа што овој закон е ништо поврзано со тоа. Има над 20 спорни членови кои што регулираат како некој треба да добие лиценца. Што има европски во закон во кој што дозволувате едно друштво за приредување на игри на среќа да добие повеќе лиценци? Дали е тоа некаква корелација со европскиот закон? Или ајде ако сакате да бидеме многу големи европјани, еве јас ќе ви предложам нешто затоа што имаме ист таков амандман предложено. Сакате да направиме одредена кохабитација со европската регулатива? Супер, ајде, ама знаете тоа како може да го направиме? Каде што дозволува услови за организирање на онлайн гемблинг, ама не на начин на кој што вие тука сте го предложили. Затоа што Европската унија не забранува онлайн коцкање, но под строги услови кои што ние ги предлагаме со амандманите. А знаете колку тие услови има во вашиот закон? Нула. Нула. Која е таа регулатива со кој што се усогласува овој закон па да му ставите европско знаменце? Не постои таква регулатива. Не постои едноставно. И сега ние тука ќе зборуваме дека носиме европски закон, замислете на закон за игри за среќа. Ова е правен преседан. Ова е ненормалност. Ова е една појава во општеството која што е многу загрижувачка. До кога ние ќе носиме закони за некои луѓе да се богатат? Како, не знам, не ви е незгодно да ги гласате ваквите работи, знаејќи и тие фирми кои што се во позадина, и тие кои што чекаат ваквите лиценци да им бидат доделени? Нели слушнавте во јавноста кој е Васил Бошков Черепот дека е ставен на американската црна листа? Зошто негови компании да добиваат лиценци тука? Што до сега не беше во ред во регулацијата на овие игри на среќа во досегашниот систем на поставеност? Се сомневате во работата на државната лотарија? Направивте ново друштво од кога дојавте на власт. Видео лотарија, добро, ете и таа видео лотарија. Што сега не е во ред тука? Откако не ви помина сценариото со автентичното толкување, си донесовте нова одредба која што со овој закон треба да ја легализирате. А тоа е да се формираат уште 4 или 5 предпријатија на кои што веќе сте им доделени незаконски лиценци. Ова е закон со кој што се регулира незаконието. Овој закон е еден срам и за македонскиот политички систем и за ова македонско собрание. Ова што го држам е огромен срам и служи само за да збогати криминалци кои што дополнително ќе ги зацрнат македонските семејства, носејќи им го коцкањето дома во нивната дневна соба. Благодарам.